Кога се прави споредба за тоа колку вообичаено работиме ние македонците, а колку светот, првата помисла е дека кај нас и не се работи, што според последните анализи е голема грешка. Имено, кога станува збор за работата на македонците, има истражувања кои што покажале дека ние работиме повеќе и од германците и од јапонците. Македонија е меѓу земјите со најмногу работни часови годишно. Сушност, од 1740 работни часови годишно, просечниот работник во Јапонија работи 100 часа помалку од просечниот работник во Македонија. Германците пак имаат 1354 работни часови годишно и тоа е околу 500 часа помалку од нас. Лошиот стандард, економската криза која ги принудува граѓаните повеќе да работат и да бараат дополнителен извор на приходи, како би преживеале физички, односно физички и психички, истата ги истоштува. И во целата оваа борба, споменавме во прилогот пред малку, трпи и личниот живот и семејството. Потребна е многу поголема концентрација за навреме да се завршат сите обврски, кои на долг рок доведуваат до појава на синдромот на прегорување, велат психолозите на оваа тема. Деспина Стојановска во студиото 3 на Македонската телевизија. Деспина, добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Добро утро и добро ве најдов. Години наназад живееме сериозна здравствена социоекономска криза која што го наметна стравот како доминантна емоција. И сега стравот знае да биде и корисна емоција во контекст на напредокот на човекот, да успееме да се развиваме или да преживуваме. Меѓутоа, години наназад нашиот впечаток е дека се случува спротивното. Во оваа борба за преживување забележуваме различни промени во нашето однесување. Токму така, многу работи се променија годините наназад. Би рекла особено последните 2, односно 3 години. А стравот како емоција има основна функција да не заштити од опасност. Колку имаме впечаток дека опасноста е поголема, толку стравот поинтензивно ќе го имаме. Би рекла дека за работните места, за професионалниот живот се заканува нели опасност, повторно ќе кажам, особено изминатите години, бидејќи голем број луѓе останаа без работа, се менуваат можностите за работа, се менува работната сила, понудите за работа и луѓето се под оној притисок кој што го прави токму тој страв дека лесно може да ја изгубат работата и лесно да останат без основна екзистенција за себе и за своето семејство. Колку прекомерната работа и овој постојан стрес на кој што сме изложени, почесто доведува до појава на така наречениот burnout синдром или синдром на прегорување, станува ли се повеќе отколку она што можеме да го поднесеме? Морам да кажам дека во пракса се забележува зголемен број на лица кои бараат психолошка поддршка, психотерапија и самите и своите семејства или заедно со нив, токму поради овој синдром на прегореност, се појавува се почесто или можеби се луѓето малку поотворени за да зборуваат за истиот. Прекомерната работа е само еден фактор. Што тоа значи? Ние би рекле дека пред 3 децении од прилика имало и некаков ред. 3-4 децении дека родителите се враќале околу 15 часот од работа, имало време за семеен ручек, потоа за семеен одмор и потоа за дружење со социјалниот круг на пријатели, роднини и така натам. И сега е тоа малку поразлично. Она што прво како разлика се случува е дека типот на работа е променет. Сега имаме се повеќе високо образовани кадри, имаме магистри, имаме доктори на науки, имаме се помалку работна сила, односно се повеќе луѓе работат на своите работни места, интелектуална работа. Иако се зголемува цената на физичката работа, односно се зголемува хонорарот кој што го добиваат работниците кои работат физичка работа, се помалку ги има, бидејќи нели образованието во кое што сме вложувале, сакаме потоа да го имплементираме во општеството во кое што живееме. Но со интелектуалната работа доаѓа и онаа замка нели на синдромот на прегорување, а тоа значи дека исцрпеноста, седењето пред компјутер или седењето како што сега ние седиме во удобни фотели, меѓутоа подолго работно време и така пречи да човекот може да се одржи себе си во еден баланс, најмногу би рекла поради отсуство на приватно време, отсуство на физичка активност и отсуство на контакт со природата. И од тука нели можеме и да продолжиме до
многу повеќе да зборуваме на оваа тема, затоа што ако ние се враќаме во 17, во 18 часот од работа, не останува доволно време за сите оние активности кои пред малку ги спомена. Многу често сме сведоци на фразите се што сакаш можеш да исполниш или за тоа што сакаш да го реализираш може да се случи, но со дополнителен труд и многу напорна работа. Колку деспина овие фрази ни прават дополнителна обврска или дополнителен стрес во реализација на зацртаните цели, кои доколку пак не успееме да ги постигнеме, ни дава чувство на неуспешност, исцрпеност? Така. Прво би кажала дека ние живееме голем дел од оние образци на однесување кои нашите родители ги живееле. Многу често ќе видите како туку што зачекорува во професионалниот свет, односно наоѓа работа и почнува да оди на работа еден млад човек, како веднаш почнува да ги користи фразите од своите родители. Не можам веќе со ова, преку глава ми е, шефот ова ми го направи, немам време за ништо, сакам да постигнам уште повеќе, а не можам поради работата. Сакам да кажам дека е добро никогаш да застанеме и да видиме што е наше, автентично, а што е тоа што како готов голтнат образец сме го земале од нашите родители. И можеби да имаме, односно колку повеќе различни професионални сценарии имаме од нашето семејство по потекло, толку е подобро затоа што можеби ќе најдеме некој избор, ќе направиме избор кој на нас најмногу и ни одговара, па така ако едниот родител се жалел од својата работа, постојано и бил изморен, можеби другиот чувствувал задоволство од работата и доаѓал расположен од работа или со еден утрински ентузијазам тргнувал на работа. Меѓутоа, во поглед на прашањето, Кристина, јас би сакала малку поразлично да одговорам, а тоа е да се запознаеме со фазите на синдромот на прегорување, односно на познатите бурнаут синдром фазите. Секој од нас влегува на своето работно место со ентузијазам и ние имаме идеја, нели, да се она што сме го предвиделе, сме го планирале да го исполниме. На почеток сме подготвени, спремни да дадеме дополнителен труд, дополнителен напор, дополнително време да одвоиме од нашето целокупно или приватно време, за да се постигне таа цел. Но ентузијазам е првата фаза во прегорувањето од работа. Односно, колку по нереални очекувања поставиме од самите себе во поглед на нашата работа, толку сме во поголем ризик да подоцна се соочиме со прегорувањето од работа. Кога велам нереални очекувања, тогаш токму мислам на овие поговорки или мудри мисли кои можеби од претходните генерации сме ги слушале, но сепак добро е да направиме едно нивно редефинирање. Што е тоа што сакам да го постигнам, но што е тоа што реално јас можам да го постигнам. Се она што дополнително бара од мене труд и напор, треба да има одредени рамки во кои што може да се оствари, да се реализира. Втората фаза повторно ќе кажем, од синдромот на прегорување е фазата на стагнација, кога ќе увидиме дека се она што сме планирале или сме очекувале од себе да го оствариме на работното место, почнува помалку да бледе, да спласнува. Знаете, еве ќе тргнам од наједноставен пример. Еден хонорарец кој еве ќе кажам во невладен сектор, сака теранска работа, сака да се движи меѓу луѓе, ентузијаст што повеќе да помогне, а помагачките професии се многу повеќе подложни на прегорување отколку останатите. Движењето меѓу луѓе, слушање на секакви различни судбини, директниот контакт со граѓаните и така кои истоштуваат. Но ентузијазмот е високо присутен, се до моментот додека почне самиот хонорарец, така го споменав како пример, да малку по малку се стабилизира, се повлекува, не ги прифаќа оние мотивирачки, да речем, фактори понудени од работодавецот и влегува во ова е веќе фаза кога можеме да кажеме на вистина тоа што можам да го понудам, тоа го давам. Бидејќи следната фаза е фазата на фрустрација, кога веќе многу појасно ги гледаме пречките со кои што се соочуваме, дали се тоа наши лични пречки од типот на можности, способности, вредности кои што ги носиме, карактеристики, мотивација и така натаму, или пак се можеби надворешни пречки кои што се поврзани со условите за работа. И тука веќе во фазата на фрустрација
потребно е да се побара психотераписка поддршка, психотераписка помош, затоа што следната фаза е фаза на апатија, која делува, која има влијание врз целокупниот живот на човекот и тука веќе покрај психотераписката поддршка потребно е да се вклучи и психијатар. Деспина, работењето од дома или онлайн, кое што особено зема замав последниве 2 години со пандемијава на COVID-19, се чини уште повеќе ги избриша границите помеѓу работата и домот. Па многу често човекот се чувствува некако распнат токму помеѓу работата и домот, а преку времената работа очигледно му го одзема и она малку слободно време кое што реално го има. Повторно ќе кажам, моето искуство во пракса покажува дека работата од дома не се покажа така ефикасна, односно луѓето се поподложни на прегорување од работа, токму од овие причини кои што ги спомнавте. Јас на почеток на пандемијата, кога луѓето масовно се префрлија да работат од дома, сугерирав да направат еден простор каде што ќе може, ако имаат услови, нели, да затворат врата, ако не да се стави една преграда, една завеса или како и да е, за да може барем физички да го одвојат тој простор, за да може и ментално, нели, да направат распределба за тоа што е приватно време, ако е професионално време. Меѓутоа, сето тоа се измеша, па да може би еден од најголемите фактори се останатите членови во семејството кои, гледајќи на дома, немаат впечаток дека работиме од дома, поготово дечињата. Тие сметаат дека кога сме дома сме тука за нив и не може да го почитуваат. Они таа граница немаат. Како ние да ја направиме таа граница? Со работењето од дома или кога одиме со физички простор? Генерално, или со работењето од дома, но и со оние кои што одат до работните места. Како да разграничиме кога се работи, кога е време за семејството, кога е време за нас, да ги поделиме приоритетите, никако забораваме на приоритетите. Така е. Интересно е дека кога разговарам со работници, тие велат работата си ја пренесувам дома и тоа ми пречи, а кога разговарам со работодавци, тие велат вработените домашните проблеми ги носат на работа и тоа пречи на работата, токму така. И тоа се случува често, затоа што балансот е тешко да се направи, односно таа граница да се постави. На моите клиенти им давам интересна домашна задача, веќе јас поделам и со вас и со гледачите, може би на некој ќе му послужи. Им велам, земете еден камен. Улица, кога одите на работа, земете еден камен и ставете го во джеп. Нека тежи. Додека сте на работа, нека тежи. Значи, каменот треба да ја символизира вашата работа. Обидете се, кога ќе излизате од работа, земете го каменот со вас. Вие секако ја носите работата дома. Но оставете го на влезната врата пред вашиот дом. Следниот ден повторно земете си го каменот и однесете го на работа, со тоа што дистанцата се помала и помала треба да биде, односно да дојдеме до момент кога каменот го оставаме на работното место, а одиме дома, се извинувам, ослободени од таа тежина на работата. Меѓутоа и тоа сепак вака символички добро делува, меѓутоа не е едноставно да се направи. Може би патот, исто и во прилогот беше спомнато патувањето, патот е добро да го искористиме како време, кое ќе ни биде еден граничник, одењето со велосипед, одењето пешки, пешачењето до работа и назад, или патување во превозно средство, а не сам во автомобил да возам, бидејќи сообраќајниот метеж само повеќе ја дополнува сликата, односно стресот и вознемиреноста кај нас не ни помага да се растеретиме од професионалните задолженија кои ги имаме. Меѓутоа, постојат други начини на вентилирање. Споминавте, секој некој што ќе почувствува симптоми на прегореност, треба да побара помош од стручно лице во однос на менталното здравје. Кои се оние симптоми по кои што може да се препознае оваа прегореност од работа? Тоа е голема палета на симптоми. На самиот разговор во тек на психотерапискиот процес ние стигнуваме до главниот извор на таа симптоматологија. Најчесто се главоболки, вознемиреност, отсуство на мотивација, отсуство на желба, безволност. Тие ќе кажат, не ми се оди на работа, знаете, нозете ми одат, душата ми се враќа, односно носете ми се враќаат, не сакам да одам на работа. Меѓутоа знаат тие да бидат се поголеми и поголеми во поглед на психосоматски потешкоти, покрај нели овие што ги споменав, се јавуваат инсомнија, бессонница, се јавуваат други телесни симптоми, се јавуваат потешкоти во здравјето, исцрпеност на општо ниво.
Меѓутоа, она последна фаза од прегореността од работа, која што ја споменав, а тоа е фазата на апатија, е веќе симптом кога влегуваме во една безволност кон сите останати аспекти на животот. И тогаш ќе видите како луѓето се повлекуваат во себе, како почнуваат да прават дистанца со блиските луѓе, отсуствуваат од па дури и забави организирани од страна на компанијата во која што работат. Личната хигиена станува запуштена. Желбата да се стане, волјата да се стане од кревет отсуствува и тука вклучително нели се бара помош од психијатар кој што со медикаментозна терапија делува да се подигне малку целосната спремност, а инаку сакав само да кажам дека ова е многу слична состојба на клиничка депресија, кога луѓето се исцрпени до тој степен, апатични до тој степен да најмногу наликувана депресија. Можеме уште многу да зборуваме на оваа тема, секако ќе ја продолжиме во некој од изданијата на Македонија наутро, но сосема накусо еве пред крајот на разговорот споменав во најавата од почетокот на ковид пандемијата некако почнавме да чувствуваме и да проектираме однесувања кои никогаш можеби не сме ги имале во текот на животот. Што вели вашето искуство последниве 2-3 години? Се охрабруваме ли да побараме психолошка поддршка за она што не мачи? Токму така, како да стана достапно, мислам достапно како да сами на себе луѓето си дозволија да побараат психолошка помош. Бројот на клиенти е значително зголемен, луѓето зборуваат на вистинското место за тоа што ги мачи и бараат поддршка и помош, меѓутоа ковид пандемијата во однос на оваа тема која што денес ја зборуваме, можам да кажам дека навистина направи разлика, донесе разлика во приватните животи на луѓето, токму поради односот кон професионалниот живот, па така да би рекла, има луѓе кои увидоа што значи да повеќе бидат дома и посветуваат време на себе и на семејството. Тоа го практикуваат и понатаму, односно беа силно мотивирани од резултатите кои што ги добија да ја поставуваат таа граница соодветно и тоа им успева, за разлика од оние другите кои сега сакаат да надокнадат, па влегуваат во прегореност. Како ви успевате дистанцата да ја направите? Верувам не е едноставно да се случнат различни животни приказни, да се појде дома со таа тежина. Успевате? Па не секогаш. Она што најмногу мене лично ми помага е велосипед, имено и утрово за да го избегнам сообраќајниот метеж, дојдов со велосипед и тоа ми е некако секојдневие. Индивидуални се техниките кои човек може да ги користи за да се справи со прегореноста. Ние сме секој човек приказна за себе и секој треба да истражува за да дојде до тоа што него го релаксира и го опушта. Може би една прошетка, може би кафе, диалог со блиски пријатели. Викендите се многу важни да се користат и исто така, оно што јас го практикувам е кога ќе забележам дека, или кога ќе го видам распоредот на назад дека било на вистина полно изминативе 2 недели, тогаш ќе земам слободен ден. Нешто што е, или продолжен викенд, да речеме петокот или понеделникот, нешто што ми е неопходно за да се регенерирам и да повторно се вратам во работа. Вам велосипедот на Никола му е возат. Секој викенд патува со воз. Да, секогаш кога имам шанса, така што во план ми е и овој викенд, така што ете, секој ќе си најде издувен вентил што се вели. Благодарам Дестина за гостувањето во. Благодарам на поканата, секогаш ми е задоволство кога сум тука.